Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостува политичкиот аналитичар Арсим Зеколи. Господине Зеколи, во еден исклучително тежок период за Македонија, постои ли се уште надеж дека работите можат да тргнат на подобро и дека конечно ќе се случи политичка разврска на кризата? Во прашањето на сетувам, како и во повеќето прашања диалози, на сетувам една доза мала на некоја депресија, разочараност, па дури апатија која превладува во општеството. Јас тоа не го нарекувам така, туку нарекувам процес на созревање и соочување со се повеќето димензии и длабочини на кризата. И тоа не мора да значи персе нешто негативно, туку токму како созревањето, дека се сваќаме дека кризата е се уште далеко од разрешница и дека е повеќе шанси дека ќе навлекуваме во други аспекти на незиниот развој, но со некои ново научени лекции. И посебно оваа година, која за жал, иако наликува на бурна, е всушност повторување на сите искуства, позитивни и негативни од минатата година. Кога ќе гледате во контекст што се има случувано минатата година, па дури и календарски, ќе видите дека истото се има повторено и оваа година, што ми дава за право дека пак ќе настапи еден период на можеби релативен застој, смирување и поради летните одмори се тоа, но повторно ќе се засили со враќањето на граѓаните во нормален тек на ненормалниот живот во Македонија. Дали до тој толку посакуван излез може да се дојде само и единствено со помош од меѓународната заедница, или конечно ќе покажеме дека сме доволно политички зрели за работите да ги земеме во своји раце? За жал ќе одговорам прво на вториот дел прашањето, дека тоа е апсолутно невозможно. Бидејќи кога ќе погледнете на капацитетот, квалитетот и менталниот склоп на лицата кои се вовлечени во политичката сцена, и тоа од сите страни, укажува на тоа дека никој од нив не покажува капацитет и спремност и одговорност и свест за мисијата која треба да ја извршуваат како политичари, трибуни на народот, водачи или администратори на крај на краишта. Од друга па страна, мора веќе да расчистиме се на работа. Овој однос на меѓународната заедница создава многу опасни преседани, кои тие се можеби несвесни, но ние мораме да алармираме за последиците. Ќе ми дозволите да бидам малку поконкретен. Гледаме секоја недела се менуваат тури на странски дипломати и домашни нивни репрезенти, кои ветуваат или даваат надеж за разрешување на кризата преку средби, конкретно. Со еден лидер кој со наши уши слушнавме како спрема криминални действија, изговара расистички коментари. Со вториот кој исто така докажано во очите на јавноста, во ушите на јавноста конкретно, како зборува за криминални дилови. Третиот кој се веќе има покажано како скаран со истината и со еден многу флексибилен однос кон ветувањето што ги дава, а потоа не ги извршува. И еден човек кој доброволно се става во улога на потрчко на тајната служба. Кога доаѓате и разговарате со тие луѓе, излегувате од состанокот, со нив изборувате за избори, за рестартирање на процеси, за враќање на демократијата и владењето на правото, на почетокот тоа звучи сериозно, но после 2 години тоа веќе звучи смешно. А после известно време веќе ги раздразнува граѓаните и нивната логика. Боите на шарената револуција повеќе не ги гледаме низ улиците и објектите на Скопје, меѓутоа активистите на Протестирам најавија дека ќе бидат присутни преку други форми на незадоволство и на отпор. Дали верувате дека повлекувањето на аболицијата од страна на претседателот Ѓорги Иванов беше резултат токму на притисокот од домашната јавност, или сепак странците си ја завршија својата работа? Има неколку начини да се објасни сиот тој процес со аболицијата. Една школа на мисла вели дека тоа е сепак една смислена манипулација на власта за одвлекување на внимание. Вторите ги кажа дека е меѓународниот притисок. Третите дека е резултат на општествениот гнев кој го формулираме сега, го стеснавме во шарена револуција. Во овакви ситуации има простор за сомнеж дека има елементи од сите три. Но тешко е да се стави прст на тоа што точно конкретно.
Но тоа е добар шлагворд за еден друг аспект. Аболицијата како таква, па дури повлекувањето, не може да се смета како успех. Никако, на ниеден начин. Бидејќи сиот процес на кој таа се повлече беше пропуштена шанса. Имено пристапот на кој јас очекував е да процесот на повлекување на аболиција биде во паралела со процесот на импичмент на човекот кој го донесе. И низ тој процес да имаме подлабок увид за тоа како дојде до неа на прав начин. Ќе ве подсетам, колку споредбено. Процесот на импичмент на Никсон или на Бил Клинтон траеше со месеци, ако не со години. Но кога еден процес трае од почетокот до завршницата месец дена или не знам колку, тогаш наистина се јавува причина за сомнеш. Во едно општество во кое и така често се случува да теориите на заговор испаѓаат вистинити. И тоа е тој момент во кој и опозицијата мисла дека поткликна. Со самото прифаќање да биде статист во однапред режирана драма, во која ќе се знае резултатот, е пропуштена шанса. И која заврши во еден неславен компромис, амнестија за импичмент. Од друга страна, како го оценувате дејствувањето на опозицијската СДСМ? Има ли опозицијата сила да се наметне како подобра опција за македонскиот народ? Јас во неколку наврати имам подвлечено дека оваквите режими не се рушат од друга партија, туку се рушат од општеството. Вистинската опозиција на нешто што го нарекуваме се уште како ВМРО, ДПМН и ДУ и ДПА е всушност режимска криминална клика. Тоа е заедничкиот именител. И можеме ние се тоа да го шминкаме, да го даваме во некои други, можеби поубави, позвучни дипломатски зборови или академски, но суштина е тоа. Тоа е криминална клика. Јас не познавам пример, можеби некој исклучок кој ќе потврди правило, во кој една партија успева сама на своји сили да сруши еден таков режим. Така да таа порака очигледно ни се повеќе граѓани разбираат, но очигледно не во опозицијата. Бидејќи поведенијата од минатата година, со 5. мај и со 17. мај, повторени оваа година повторно страна албанските опозициони партии, конкретно БЕСА, е одбивањето да се соочат со реалноста, дека во оваа земја не постои дефицит на гнев, решителност и желба да се соочи и се пресмета со власта. Но секој тој обид се предава и се издава од страна на опозиционите партии кои сакат да го смерат во егоистички канали на сопствена добивка. И тука се прекршува сиот тој гнев. Па затоа се надевам дека таа полка од годинава ќе биде извлечена и се надевам дека дури шарената револуција ќе смогне сили да го направи она што треба да се направи. А тоа да суди според принципи, а не според емоции. Господине Зеколи, премногу е воочлива поделеноста кај граѓаните, особено кога зборуваме за политика. Диаметрално различни се гледиштата кај луѓето и кога зборуваме за сегашната ситуација во која што се наоѓаме. Па од тука и прашањето, дали на оваа почва може да вирее трета опција? Јас имам голема, например, како да кажам, одбива да прифатам таа теза, за било кој народ или било кое поднебие дека е генетски или ментално или културолошки или било како предодреден да биде послушен, мирен и сервилен кон власта. Тоа е нешто што самите себе си ги имаме накачано на врат, а не е вистина. Коклена илустрација. Минатата година, на 17. мај, не беше најголемиот протест продемократски во Македонија. Беше еден од најголемите продемократски протести во Европа во последните 10 години, ако се стави во однос население, број на население и број на демонстранти. Значи, воопшто не стои тезата дека во оваа земја нема граѓани кои се решени да излезат и да се соочат на било кој начин со оваа власт. Нема лидерство. И тоа е таа недостојна и недолична мимикрија на политичките партии кои собствената импотенција префрлаат врз граѓаните. И да расчистиме. Граѓаните не се неутрални во тој однос помеѓу криминалот и владењето на правото. Тие се многу решителни.
многу добро знаат што не чини. Но тие се неутрални кон оние кои дневно повикуваат на борба против корупцијата, но вечерно се состануваат со истите тие ликови. Ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме за една недела.